Жителите на село Фалише Тетовско да ги затворат прозорците и да не излегуваат од дома. Забрането е движење во радиус од 2 километри од фабриката за бои и лакови, откако избувна пожар и изгореа околу 100 тони хемикалии. Центарот за управување со кризи алармира за енормна загаденост на воздухот. Директорот Стојанче Ангелов побарал од Министерството за животна средина да испратат мобилна станица за мерење на загаденоста, но од Министерството добиле одговор дека таква не поседувале. Постои голема можност целата зграда да се сруши поради високата температура, постои опасност и надворешните ѕидови покрај кои што минуваат овие локални патишта да бидат срушени, поради што побаравме од полицијата овие околни улички да бидат забранети за движење, иако веќе полицијата претходно ги имаше блокирано, превентивно да не падне ѕидот врз некое возило во движење. Во наредниот период Центарот за јавно здравје ќе изврши испитување на водата и почвата. Диоксини, фурани, штетни материи, опасни материи, така да без потреба да не се биде на ова место и во некаде во радиус од 2 километра да бидат во своите домови без потреба да не излегува населението. Ќе се изврши испитување на водата, ќе се изврши испитување на почвата, откако и ќе се видат за што се работи. Огнената стихија откако го голтна речиси цел магазин и продажен салон на Евроком. На површина од 1000 метри квадратни се става под контрола. Против пожарната единица во Тетово со колеги од Куманово, Велес, Скопје и Гостивар успеаја да спречат пожарот да не се прошири на соседните објекти.